Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со Александар Јовановски, советник и координатор на советничката група на СДСМ во Куманово. Добро вечер, благодарам што одвоевте време за гостување во нашата емисија. Благодарам, Елена, добро вечер и од мене. Чест и задоволство е да бидам гост во вашата куќа, да бидам гост во вашата емисија и да говорам пред вашиот ценет и почитуван аудиториум. Да. За жал, се уште актуелна тема и по 5 месеци е проблемот со јавниот градски превоз. Се уште не функционира во поголемите општини, најавите се дека наскоро треба да се потпишат договорите со превозниците, доколку пак тоа не се случи, градоначалникот на Куманово најави можност општината сама да најави автобуси, што пак ќе влијае врз развојната програма. Во Советот зборувавте за овој проблем веќе неколку пати. Како гледате и на најавите за субвенции за оштетените граѓани? Па, најнапред би сакал да кажам дека во делот на барањето за субвенции на оштетените граѓани, тоа е сосема легитимно, бидејќи општината е единствена обврзана да го обезбеди и да го организира јавниот превоз. Знаеме дека голем дел на граѓани останаа без јавен превоз, поготово оние во приградските населби и во руралните средини, со и онака скромен буџет во време во период во годината во кој што постои и енормно покачување на цените и на горивата, покачување на цените на такси превозот. Овие луѓе се навистина се, како да кажам, погодени од целата состојба и тоа е сосема легитимно барање. Од друга страна, набавката на автобуси, која што ја најавува градоначалникот, повторно ме плаши и ме загрижува моментот дека повторно се работи за еден ефтин популизам. Дали набавката на автобуси ќе значи и ново јавно предпријатие и нов загубар. Во услови кога и останатите предпријатија во Куманово се превозници и онака мака мачат да обстојат при ова, како што реков, претходно најавување на цените на горивата и дериватите. Тука исто за оваа тема, и како што и самите најавивте, можеби најопфатена тема овие 6 месеци. Најактуелна тема во општина Куманово, немањето на јавен превоз, имаше проблеми со училишниот превоз и тука она неажурност на општината, односно на надлежните органи и нивниот онака, баш буквално кажано, инает водење со пенкалото во раце, покажа дека единствена штета која што не ја трпат само превозниците, ја трпат граѓаните. Очекувате ли разрешување во неделава што следи? Па искрено да кажам, не сум некој оптимист, затоа што ова, ако се поведеме од претходното искуство, постапката која што беше задоцнета и сега во кратки црти беше распишана постапка за доделување, беше обжалена од страна на дел на превозниците за оние најфреквентните линии, во кој што подоцна на второстепената комисија, таа иста постапка беше вратена на првостепена комисија. Јас апелирав и на седницата на Советот дека одлуката се уште се крие, дека ја нема. Ме демантира дека не е така, меѓутоа се покажа дека подоцна реагира и самите превозници дека таа одлука на второстепената комисија која е вратена на првостепена комисија се уште ја нема и општината не се произнесува, односно надлежните не се произнесуваат по неја. Во меѓувреме, Советот на општина Куманово доаѓа на дневен ред, добива точка и тоа точка буквално во 5 до 12 за волја на вистината и за волја на граѓаните да знаат каква беше работата и процедурата, се поднесе точка во која се спремаше нова постапка. Градоначалникот дојде на таа седница, имавме на некој начин некој дуел во кој што ги спротивставиме нашите мислења и буквално тука имавме разноразни обвинувања од видот на предпријатија блиски до некои одредени политички структури, дека ќе се поведела некаква постапка, истрага за екостандардите. Еве, и со таа нова постапка исти се барањата, односно условите за екостандардите и тука треба да се напомене дека сите, ама буквално сите предпријатија кои што се учесници во таа
јавна набавка се ги исполнуваат екостандардите, значи имавме ни лажни обвинувања и лажни манипулации. Друга страна, со самото почнување на нова постапка, каде што Советот за жал не размисли, туку избрзано новото мнозинство ја наметна таа точка и ја изгласавме незаконска одлука. Одлука која што го крши Законот за општа управна постапка и членот 109 став 9, кој што е многу јасно дециден, додека една постапка не заврши, не можеме да почнуваме друга. И тука имаме, за жал, состојба во која сме најдени во некој лавиринт. Јас искрено би сакал, како граѓанин на овој град, на оваа општина, да овој проблем што попрво се реши. Сега додека зборуваме, граѓаните се уште немаат јавен превоз. Не сакаме ефтини политички поени, туку сакаме да преовладее разумот. Имавме ние тука и некои обвинувања и манипулации во стилот дека ќе се спроведе истрага, што не е надлежност и работа на градоначалникот, па беа обвинувани превозниците дека не го истакнале возниот ред на местата каде што требало да, тоа всушност е надлежност на општината, а не на самите превозници. Значи имавме една тенденциозна постапка и еден процес во кој пак ќе кажам за жал највеќе страдаат граѓаните. Актуелна тема и деновиве е најава за изградба на спомен обележје за бранителите. Градоначалникот на Куманово најави дека оваа иницијатива наскоро ќе се најде на дневен ред на Советот. Така, јас искрено и како граѓанин и како член на Советот за оваа иницијатива се запознав буквално од вашиот медиум, од неколку интернет портали, ја гледав изјавата, сосема легитимна, сосема во ред. На 10 мај имаме закажано следна седница на Совет. Таа точка не е на дневен ред, тоа треба да кажеме. До нас како советничка група нема доставено такво барање, до мене како човек исто така, како советник, а мислам дека и во партијата на која припаѓаме нема такво нешто, бидејќи да имало нешто такво ќе било проследено и ќе сме информирани. Јас од тоа се информирав буквално од медиумите, од вашиот медиум. Ќе ја поддржите ли доколку се дали најде ќе ја поддржиме, на дневен ред? немаме изградено став за тоа, меѓутоа секако дека секоја добронамерна иницијатива треба да се поддржи. Она што е важно да се каже дека уредувањето за спомен обележјата се уредуваат со закон. Значи закон за меморијални споменици и спомен обележја, кој што точно предвидува какви одбори треба да се формираат, како треба да се донесе одлуката. Тука и членот 17 од она што малку истражував и малку како да кажам, ја простудирав таа проблематика, бидејќи сепак е од некој јавен интерес. Членот 17 многу јасно вели дека за таква одлука локалната самоуправа мора да пројде на Совет, меѓутоа освен обично мнозинство, треба мнозинство од припадниците на заедниците, кои што не се мнозинство во самиот Совет, односно во самата општина, се извинувам, и значи класично кажано бенентер, и се надевам дека кога ќе дојде таа точка на дневен ред, Социјалдемократскиот сојуз, нашата советничка група, ќе седнеме и ќе изградиме став, секако во интерес на граѓаните. Помина извесен период од локалните избори, тие се веќе зад нас, меѓутоа како би ги искоментирали? Локалните избори, овие локални избори беа едни од буквално можеби најпрљавите локални избори што досега во мојата партиска 22 годишна кариера ги имам доживеано. Јас сум активен учесник во сите овие години, во сите изборни циклуси, во општинскиот изборен штаб на партијата од која доаѓам. Она што мене ми остана, ми остави впечаток, многу малку внимание му се посвети, за прв пат на локални избори имавме голем број на независни листи. Независни листи кои секогаш ги имало и треба да ги има, и добро е за демократијата и за демократските процеси, меѓутоа овој пат имавме независни листи кои единствена цел има да откинат од власта, конкретно од Социјалдемократскиот сојуз. Не само, примерот не е само за Куманово, го зборувам ова за цела држава. Овие сме имале
и претходно кога и СДСМ бил опозиција и ВМРО бил опозиција, постоеле листи кои што независни сакале да привлечат гласови од неопределените, да отцепат гласови од опозицијата, од власта. Меѓутоа овој пат сите тие независни листи, барем според мене и оној впечаток на оној круг на луѓе со кои јас се движам, беа токму да се откине од гласовите на власта, односно на Социјалдемократскиот сојуз. И тука можам да кажам дека сум лично горд и ми представува големо задоволство што и покрај сите тие напори, како да кажам, надворешни фактори, Социјалдемократскиот сојуз на советничките листи во Куманово оствари победа и сега сме најголема советничка група во Советот на општина Куманово. Слободно можеме да кажеме дека за овој период се наметнавте како еден од поактивните во ова тело. Се вклучувате активно во дискусиите. Како ја оценувате работата на Советот досега и колку се прифаќаат вашите предлози? Благодарам на констатацијата. Вака, за мене говорницата представува она финале или медаља, како се вели. Сепак треба да се одигра утакмицата. Оние 5 дена деловнички што ги имаме, додека ги добиеме материјалите, се вистинска битка на некој начин. Во новиот состав на Советот се 26 или 27 нови советници, 6 мина се од претходниот мандат и генерално сите се соочуваме со еден таков проблем, бидејќи една е перцепцијата кога сте од надвор и кога тоа го гледате и го коментирате, а друга е перцепцијата кога сте активен учесник внатре и активен чинител. Тука можам да кажам дека комплетниот состав на Советот се одлични индивидуалци, луѓе кои што се докажани во своите сфери, никој таму не седи незаслужено, буквално за сите можам да кажам. Она што реков, краток е периодот, тука се уште не можеме веројатно да се адаптираме сите на припремата, бара многу читање, бара многу ангажман, динамична е работата, сепак се работи за некојаш за 5 дена, па некојаш ќе не фати и викенд еве како сега, како што реков пред малку, на 10 во вторник имаме совет, па комисиите, расправата оди и таму. Она што е важно да кажам дека како опозиција не се однесуваме антагонистички, напротив, и покрај тоа што имаме сериозни замерки за тоа што како беа изберени комисиите на почеток на кога се конституираше Советот, буквално бевме оставени да сами одлучиме како опозиција заедно со Демократската унија на интеграција да си ги поделиме местата и тоа по едно место, па постојат комисии во кои што и како најголема советничка група немаме представник и мислам дека тоа беше еден лош чин, лош почеток на новото мнозинство, меѓутоа со некои оскудни нивни оправдувања и такви какви што се комисиите заседаваат, донесуваат одлуки, спремаат точки. Ние се случувало да од 5 члена во комисија како што брои 4 се од мнозинството, еден од опозицијата, ние била често пати се наоѓале на раб на кворумот. Никогаш не сме минирале, не сме бойкотирале, секогаш сме давале кворум во интерес на граѓаните пред се и во интерес, јавниот интерес. И како политичка партија, и така и како советничка група, така и ќе продолжиме. Дали сум задоволен од Советот? Моментално не. За овие 6 месеци мислам дека премногу одлуки, премногу одлуки се донесоа на сила. Се донесоа онака на многу, не би рекол недемократски начин, меѓутоа немаше баш онака дебата. Често пати бевме прекинувани, често пати ни се случуваше да немаме право да збори, не да ни се одземе зборот, меѓутоа да се пренасочуваат нашите дискусии и како такви мислам дека ќе вродат со плод нашите реакции, нашето делување во иднина. Што ме радува тоа што често пати некои реакции што ги имавме и на советничките прашања и претходно кога разгледувавме некои извештаи, бевме буквално лажени, бевме буквално манипулирани со некои информации, меѓутоа нашите реакции вродија со плод. Ке го дадам примерот со
детското оделение во библиотека не убедува дека е 2-3 квадрати, извадивме имотен лист, бевме принудени за да околу загревањето, значи веќе утре дента ја вратат климата и клима уредот таму, малку смешно, банално, меѓутоа се сведовме на такви работи. Она што исто така вродува со плод нашите пресконференции, нашите советнички прашања, кои што се гледа разближување во тој дел и мислам дека добро, како нов состав на Советот, сите учиме, веројатно ќе превладува тука, како да кажам, и разумот и добрата волја, бидејќи сите таму треба да ја застапуваме и јавниот интерес и интересот на граѓаните. Од она што ме прашате што поминало, единствено нешто што поминало е нашата барање за информација буквално за јавниот превоз, конкретно. 2 пати побаравме точка за информација, останатото не. Дури ни амандманите на ДУИ, нашите барања за точки, кога имавме конкретни предлози на одредени околу точките околу распределба на средствата од буџетот, од развојната страна, односно од капиталните инвестиции, тоа не успеа дури да дојде ни на дневен ред. Меѓутоа ќе продолжиме, тоа нема да не обесхрабри. Се надевам дека кога некој зборува за консензус, треба да мисли на тоа, а не само да се фали, бидејќи ние, пак ќе кажам, нема да делуваме антагонистички, ќе делуваме како конструктивна опозиција и во интерес на граѓаните. Како гледате на коалицијата меѓу граѓанската иницијатива за Наше Куманово и ВМРО-ДПМН? Како би ја искоментирали? Па, на прв збор што ми доаѓа е непринципијалност. Тоа е коалиција која што е неприродна и непринципијална, коалиција која што не се базира на никаква програма, на никакви принципи. Имам дојам, имам чувство дека единствена цел им беше да за прв пат после 30 години СДСМ не биде дел од локалната власт. Да, успеа во тоа, СДСМ е одговорна партија, одговорен политички субјект и ги призна резултатите. Продолжуваме, ќе си направиме своји анализи натре во партијата, ќе продолжиме да работиме онака како што мислиме дека е најдобро во интерес и на државата и на граѓаните, а нивната коалиција е доказ дека интересот, ситниот теснопартискиот интерес превладува и е доминантен во тој дел. Она што мене ми пречи во овој дел е изборите завршија, како што предмалку ме прашавте, е узурпација на општината. Односно, имаме узурпирана општина, една фраза што ја користам често пати и луѓето мислат дека тоа туку така го користам, меѓутоа треба да разбереме и да се запрашаме јавно каде советничката група на Нивно Куманово ги држи состаноците. Каде донесуваат одлуки па настапуваат на совет. Ние имаме буквално институции, јавни предпријатија, јавни установи, општина Куманово кој што е узурпирана од нив. Подпомогнати од ВМРО-ДПМН, општина Куманово сега наликува на една од скопските општини во време на режимот, во кој буквално имаше штаб во самата општина. И тоа навистина е не патот по кој Куманово треба да се движи. Како политички субјект, односно како граѓанска иницијатива, како што се нарекуваат, резултатите веќе ги чувствуваат граѓаните од нивната коалиција со ВМРО-ДПМН и со Алијанса. Навистина не би можел да и не би сакал да навлегувам во други коментари. Тоа е навистина едно непринципијално дружење кое што само штета имаат граѓаните на Куманово. Ќе ве прашам нешто подоцна повторно за иницијативата, меѓутоа да се вратиме на Советот. Неодамна се расправаш и беше побарана помош од државата, поддршка на јавните предпријатија погодени од енергетската криза, како и од покачувањето на минималната плата. Па тоа е дел од агендата на новото мнозинство. Што сакам да кажам, ќе образложам во кратки црти. На третата, мислам, седница на Советот го задолживме секторот финансии како советничка група како состав на Советот на предлог на владеачкото мнозинство, го задолживме секторот финансии при општина Куманово да
да изработи, да изготви финансиска анализа врз база на трошоците на електрична енергија на јавните установи, јавните предпријатија и училиштата кои што гравитираат во општина Куманово, се со цел да ги видиме за колку е зголемена струјата, за колку се зголемени трошоците за грејење. Таа точка која што беше замислена да биде, односно таа анализа требаше да ни биде доставена веќе на наредниот совет, меѓутоа не ја добивме на наредниот совет, веројатно поради зимскиот распуст или поради некои други технички проблеми, не знам. Меѓутоа ја добивме после 2 или 3 седмици и кога ја добивме, стапија на сцена владеачкото мнозинство од ВМРО ДПМН и од граѓанската иницијатива, се со цел да се изготви барање да владата да ја помогне општината. Ова е малку непринципелно од нивна страна, не затоа што владата не треба, напротив, владата треба да помага, владата помага во овој период и се справува буквално со најголемата криза што досега сме ја имале, неколку децениска криза, финансиска, енергетска. Владата се грижи за стандардот да го заштити, да успее да го заштити стандардот на граѓаните, ги изголеми пензиите, минималната плата. Меѓутоа, за жал во Советот на општина Куманово тоа е представено како дека владата е генератор на самата криза. И тоа неколку пати се повторува во смисла дека имавте изјава на советник, колешка советничка од ВМРО ДПМН која што кажа дека е буквално најлошото нешто што се случило е минималната плата 18.000. И сето тоа помина онака, без никаква галама, никаква помпа, како некоја провокација кон нас, а од друга страна ваму големи се сметките, немаме намера да ги плаќаме или не можеме да ги плаќаме, вие апелирајте до владата, апелирајте до централната власт да помогне и да регулира, бидејќи се работи за Куманово, се работи за голема општина и така натаму и така натаму. Тука, според мене лично, многу е важно да се вклучи ЗЕЛС како заедница на единици на локална самоуправа и да изготви прецизна анализа. Ова го зборувам од аспект на тоа што не можеме паушално да бараме она што го гледавме и некои други градоначалници. Како советничка група излеговме со конкретни предлози да се одвојат средства од капиталните инвестиции. Првим предложивме и за да продолжи со работа градскиот базен, подоцна и за работа на самите јавни предпријатија, односно за сметките за струја, за електрична енергија, кои што навистина се големи. Меѓутоа бевме одбиени и да не бидам сега, да не употребам некои други зборови, буквално игнорирани. Тоа немаше шанси, бевме обвинети дека сме правно неуки, не сме дале конкретна ставка, па кога излеговме на следна седница со конкретни ставки и конкретни предлози, едноставно се исклучија ги снема и добивме одговор од раководител дека тоа такво нешто не е можно. Тоа е една од работите кои што во Советот исто така ми пречи и мислам дека дел од мнозинството во Советот, од советниците, се на некој начин заложници на тесна група на луѓе, на тесна група на директори и раководители во општина Куманово. И истите со нив да на некој начин диригираат. Би сакал сите овие индивидуалци да дадат една нова свежина, да дадат нови предлози. Баш такви сме ние од СДСМ и ние од советничката група, бидејќи со овие предлози кои што ги предложивме веќе станаа пракса во одредени делови, во одредени општини. Пред некој ден прочитав општина Кочани, например, во која што исто така опозицијски градоначалник победи, си одвоија средства од капиталните инвестиции за да ги платат сметките за струја. Овде дали се работи за ИНА, дали се работи за некоја друга нивна агенда или некои други нивни планови, не знам. Меѓутоа, мислам дека не е добро да се таложат трошоците, бидејќи на крајот на краиштата и експертската јавност ни апелира, не на нас, на сите, дека скоро е невозможно владата да одвојат своите капитални инвестиции за да даде на општините, кои што пак не сака да одвојат од своите капитални инвестиции. Мислам дека тука би требало да се најде решение,
не знам дали кажав, оваа влада и онака се грижи за граѓаните и помага во време на оваа енергетска криза, и тоа треба да го знаеме, а не да биде представувано како на нашиот совет дека е генератор на кризата. Се грижи за заштита на стандардот на граѓаните, за да успее да ги со конкретни мерки, значи со намалување на ДДВ на основните производи, зголемување на пензиите, зголемување на минималната плата и ред други мерки кои што граѓаните ги добиваат како заштита, односно како мерки кои што ќе влијаат на подобрување на стандардот, односно на заштита на потрошувачката корпа. Како гледате на состојбата во јавните предпријатија во Куманово? Еве, изминатава недела беше добиена првичната предадена, извршено примопредавање на првичната опрема која што се набавува преку кредит. Во некои предпријатија, за жал, ова опрема се набавува по 20 години. Дозволива ли такво нешто и неопходна ли е модернизација? Значи, секако е дека е за поздрав набавка на нова опрема и секогаш е од големо значење за овие јавни предпријатија. Точна е констатацијата дека некои предпријатија и 20 години не добиле такви возила или опрема. Тука малку е абсурдна ситуацијата, затоа што овој кредит, кој што мислам дека изнесуваше околу 1 милион евра, беше земен во минатиот мандат. Советничката група тогашна на ВМРО ДПМН и како партија беа најжестоки критичари и најголеми противници на вакво нешто. И кога сега доаѓаат, да кажам, резултатите од тоа и тие возила, тие средства се стигаат, тие се први на сликите и ги гледаме како се рекламираат и го представуваат тоа како нивно достигнување. Состојбата во јавните предпријатија е тешка и е лоша, меѓутоа тука не можеме финансиски. Има некаде и некои подобрувања, меѓутоа мора да разбереме дека таква беше и политиката на градоначалникот, тој ја раздолжи општината, како што сам се фалеше и во минатиот мандат, меѓутоа ги остави јавните предпријатија да тонат, односно да уште повеќе се задолжуваат, а ако имаме во предвид дека Куманово беше буквално избришано од картата 11 години, не постоеше и немаше буквално никаква помош од централната власт во тоа време, мислам дека секоја помош е добродојдена и секоја инвестиција во тие предпријатија треба да биде приоритет. Владата, мислам дека и додели неколку возила, сега не знам точно, неколку возила за чистење на јавното предпријатие Чистота и зеленило преку ЕУ фондовите, и тоа исто така треба да биде пракса. Сега како ја гледам таа, мислам дека е непринципиелно од страна на ВМРО. Тоа би бил мојот одговор, како сега ги представуваат тие работи, како беа против тоа, меѓутоа веројатно нешто се случило во меѓувреме, па сега се тие на дело, тие се избрани да ги решаваат овие проблеми, не дека ние имаме комодитет како опозиција, напротив, тука сме секогаш да помагаме, да сугерираме, меѓутоа сите овие целата оваа состојба со јавните предпријатија не може да биде виновен и не може да ја гледаме од перспектива на 1, 2 или 3 години. Се сеќаваме какви беа релациите со водостопанство, водовод од време на ВМРО, како се таложеа долговите, како се наплаќаа камати, и тука мислам дека навистина владата треба да помогне, меѓутоа треба и јавните предпријатија да ги рационализираат своите трошоци. Она што не е коректно да барате помош, а од друга страна да зголемувате ставка на вработување, да вработувате нови, а не ги намалувате трошоците. Како гледате на развојната програма во градот, капиталните проекти, во тек се неколку инфраструктурни проекти, изградба на кружниот тека и Митев мост, реконструкција на стариот градски парк, што му е неопходно на градот, на што треба да се работи во наредниот период? Развојната програма, според мене и не според мене, е голема заслуга, има и најголема заслуга има претходниот состав на Советот. За волја на вистината,
голем дел и сите тие елементи од капиталните инвестиции се метнати токму заслуга на минатиот состав на Советот. Ние како нов состав ќе бараме, ќе инсистираме, имаме своји идеи, своји предлози, меѓутоа она што мислам дека е време сега кога се фалиме со 220 милиони евра во развојна страна на буџетот, 18% од буџетот веќе реализиран, мислам дека и е добро и е време да се превземат мерки од подземната инфраструктура. Она што со години се ветуваше, а е едно од решенијата за проблемот во сообраќајот, на која секој политички субјект поентира и сака да поентира да профитира. Тоа е потегот од Народна револуција и Ленинова. Значи, тука би имало место за 700 гаражи, би имало место за 700 паркинг места, се извинувам, лошо се изразив, со што значително ќе се растерети и сообраќајниот хаос во градот и мислам дека треба да биде дел во идната развојна програма. Исто така минатиот состав на Советот, не случајно велам минатиот состав затоа што истиот тој состав и донесе одлука и изгласа мобилната урбаност која што ќе биде од огромно значење за граѓаните на Куманово и за град Куманово и баш тоа е и нашата намера и како советничка група да притискаме, да бараме, да инсистираме на влегување на овие делови во развојната програма на општина Куманово. Да. Недостигот на детски градинки во Куманово е долгогодишен проблем на вистина. Речиси сите ветуваат, сите зборуваат за тоа прашање. Минатата недела токму во оваа емисија Димитриевски истакна дека нема интерес од државата за поддршка за ваква инвестиција. Тој рече дека било аплицирано, имало изработени проекти, но дека секогаш биле одбивани, а средствата се уште стојат во министерството. Па токму СДСМ е политичката опција која што инвестира и ги помага граѓаните на Куманово. Со демократските промени, односно со формирање на владата предводена од СДСМ, граѓаните на Куманово ја почувствуваа разликата. Мислам дека е непринципиелно и некоректно да се тврди дека оваа влада не помага и дека не сака да помага на оваа општина, на нашата општина. Треба да напоменеме дека 11 години Куманово беше буквално заборавена општина која што не постоеше на картата на нашата земја. Со преку 120 милиони евра инвестиции од владата, реални инвестиции кои што граѓаните ги гледаат, мислам дека не е ситуацијата не е баш таква како што сака градоначалникот да ја представи. Значи 120 милиони евра реални инвестиции кои што граѓаните ги гледаат. Почнувајќи од 430 милиони денари инвестиции во образованието, односно во реновирањето на училиштата. Потоа реконструкција комплетна на Искрин мост. Гасификација, односно финансирање за гасификација на полициската станица и на општата болница, со што и значително се намали загадувањето. Потоа отворање на нов ургентен центар, патните правци кон Никуштак, кон Пелинце, граничниот премин, потоа кон Свети Николе. Оваа влада ги врати на користење спортската сала и Соколане и одвои 600.000 евра од буџетот за реконструкција на самата спортска сала. И можам да набројувам уште, мислам дека не е коректно да се збори и да се коментира дека оваа влада не помага на Куманово. Треба кумановци тоа знаат и гледаат дека во владата имаат вистински поддржувач. Локалната самоуправа е таа која што доби довербата од граѓаните да ги решава проблемите, да донесува инвестиции, а не само да се жали. Знаеме кој одеше во изборна кампања, овие локални избори, да вели дека владата не му треба, дека заедно со граѓаните, заедно ќе изграделе, ќе оствареле, ќе реализирале многу проекти. И тука ќе кажам дека навистина жалам дека за прв пат после неколку децении, после 2 децении можеби, имавме шанса како кумановци да имаме локална самоуправа и влада кои што ќе бидат во партнерски односи, а не да се критикуваат, да имаме од страна на градоначалникот мислење за се и се што, а не она за кое што е прашан и она што е од него се очекува да го реализира.
Хигиената во градот е секогаш исто така актуелна тема, многу коментирана меѓу граѓаните. Кои се информациите кои што стигаат до вас? Задоволни ли се граѓаните од хигиената? Неодамна беа поставени дополнителни полуподземни контейнери. Ги даваат ли тие очекуваните резултати? Дали треба повеќе да се работи на чистење на дивите депонии? Токму денеска имаше една акција. Ни недостигаат ли повеќе вакви акции? Вклучување на јавното предпријатие, како и на сите оние други останати организации. Па така, јас во делот на хигиената во градот, што и да кажам, ќе биде сватено како мое субјективно мислење. И не сакам навистина да го кажувам и да го искажувам мојот став, меѓутоа и покрај тоа што сум избран советник и сум должен да го пренесам некогаш и ставот на граѓаните, тоа ќе оставам на граѓаните сами да си просудат како, дали е хигиената во градот почиста или не. Она што тука ме загрижува и она што ме поттикнавте да одговорам во делот на депониите, на минатата седница во делот на советнички прашања, едно од моите 3 прашања беше и во однос на тие депонии. Некако не добивме вистински одговор во делот на зошто Куманово, општина Куманово се уште нема депонија за градежен шут. Зошто општина Куманово каде ги складира, значи каде оди тоа, каде завршува тоа. Јавна тајна е дека голем дел од дури на оние изумрени животни, како се вели, се завршуваат на градската депонија во Пчиња. Со тоа значително е уште повеќе кога се палат се загадува градот уште повеќе. И тука мора да бидеме реални, да се работи на тоа, да се донесе решение. Баш моето прашање беше до секторот урбанизам, дали е планирана некоја локација, како планираат да ги решат дивите депонии. Добивме еден паушален одговор, меѓутоа се надевам дека во наредниот период ќе се работи малку повеќе во тој дел, бидејќи за волја на вистината, сакале да признаеме или не, Куманово оваа зима беше еден од најзагадените градови. И тука мора да работиме во иднина во тој дел. Не може само да презентираме дека општината нема големи надлежности, мора сите заеднички да се вклучиме во тоа. Дали ни се потребни акции? Секако дека ни се потребни. Мислам дека се што е во домен на заштита на животната средина и на хигиената треба да биде поздравено и да се дадат уште дополнителни напори и нормално и некои инвестиции во тој дел. Ја споменавте и спортската сала. Од вашата политичка партија неодамна излезе информација дека протекувал кровот, пошто надлежните потврдија дека имало технички пропусти кои што биле отстранети. Имавте и пресконференција за фасадата на ученичкиот дом, пошто по неколку дена и таа беше санирана. Значи, владеачкото мнозинство мора да разбере дека опозицијата во Советот на општина Куманово, освен што треба да биде коректив на власта, има право да реагира, да апелира, да алармира онаму каде што ќе почувствуваме, каде што ќе добиеме информации или барање или некој апел од граѓаните за некакви, да кажам, нерегуларности, аномалии и пропусти. Да, излеговме со пресконференција по однос на фасадата, реагиравме како, бидејќи тоа пред се и наша и граѓанска должност, а и должност како чинители во јавниот живот и како политичка партија. Исто така проценката за спортската сала за кровот навистина ни беше некоја инсайдерска информација и тука морам да кажам дека градоначалникот имаше доблест да ја признае таа не негова грешка по негова вина, меѓутоа за тој пропуст и тоа е тоа. Треба да реагираме така, треба да продолжиме така и така да функционира една нормална општина и еден нормален совет. Проценката ни беше дека за спортска сала подобро да не одиме со пресконференција, туку да го поставиме тоа како советничко прашање и тоа е еден од нашите механизми и инструменти и алатки на опозицијата да биде вистински коректив и на власта, на владеачкото мнозинство, а и се со цел подобрување на условите за живот. Да. Нешто претходно зборувавме за граѓанската иницијатива за Наше Куманово. Во јавноста излезе информација дека градоначалникот формирал политичка партија, тој демантираше, рече дека се работи за здружение. Според вас потребно ли е вакво здружение? Зошто на здружението е назначен за претседател актуелниот директор на Чистота и зеленило и која ќе биде целта? Па тоа е прашање што треба да го прашате Димитриевски, не нас.
Јас како Дали избран слушнавте советник, за вакви да, нешта? јас како избран советник од страна на СДСМ можам да кажам дека граѓаните ја гледаат оваа непринципиелна коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН, Димитриевски и Алијансата за албанците. И зошто им е потребен политички субјект, тоа треба сами да кажат. Они веќе се во коалиција, а зошто им е потребен нов политички субјект и која е целта, тоа они може да одговорат на тоа. Дали можеме да кажеме дека на некој начин се крие политичка партија за тоа здружение? Не знам, пак ќе кажам, прашајте ги нив, прашањето мислам дека треба да биде поставено кон нив. На друго место. На друго место. Општинската организација на СДСМ неодамна доби нов претседател. Кои се очекувањата од него? Ќе се врати ли членството луѓето во партијата? Па вака, сега, дали ќе се врати членството, членството е тука, во партијата, меѓутоа, еден поизвесен период, како општинска организација, не само во Куманово, сме без раководство. Александар Тушевски го познавам, е мој сопартиец, мој долгогодишен пријател, човек со кој заедно сме работеле неколку кампањи наназад. Верувам дека ќе донесе потребната промена и потребната свежина во партијата. Има неколку сериозни предизвици пред кои, како секој председател и секој нов назначен партиски функционер ќе биде изложен и самиот пред тие предизвици. За мене важно е да има поддршката од тоа членство за кое збориме. Значи, тие се највеќе на удар. Членот на СДСМ е секогаш највеќе на удар, па поготово кога сте владеачка партија, самите членови се баш вистински оној глас. И тие се граѓани, и тие се нормални обични луѓе, меѓутоа се работи за луѓе кои што секогаш биле највеќе изложени до критиките и највеќе ги чувствувале оние незадоволства и од граѓаните и од гласачкото тело. Верувам дека ќе состави квалитетен извршен одбор, квалитетен надзорен одбор, што значи ново раководство. Конференцијата е закажана за идната недела, јас не сакам да шпекулирам сега со имиња и сум слушнал некои 5-6 имиња, меѓутоа не е благодарно јас да ги коментирам било кого, тоа се сепак наши сопартици. Ќе видиме многу од тука, многу работи ќе ни бидат појасни и ќе ни служат како патоказ во кој правец ќе се движи и самата општинска, кога ќе се формира неговиот тим. Добро е да се каже, добро е да се знае дека она што често пати се зборува за поделеност, од секогаш СДСМ функционирал врз база на авторитети, луѓе кои што се високи функционери, дали партиски, дали државни, јавни, локални функционери, и членството се обединувало најчесто, не најчесто, секогаш околу таквите авторитети. И токму така тоа било представено често пати во јавниот живот, во кулоарите било представено како фракционерство. Тоа се разлика на мислења, тука лежело секогаш и богатството и квалитетот на СДСМ, и мислам дека во тој дел колку ќе можеме да зборуваме за обединување, ние секогаш сме обединети кога ќе дојдат изборите. Она што не смее да се случи е она што се случи изминативе 4 години, кога една од тие, условно кажано, групации или интересни групи сместена во локалната самоуправа, буквално работеше на штета на граѓаните. Се изманипулира, успеа да представат слика дека СДСМ е виновен за многу работи, а всушност штетите топрва и времето ќе ни покаже кој бил во право. И затоа мислам дека после конференцијата ќе имаме многу појасна слика и за партиското раководство, новото раководство, и ќе знаеме што и како ќе се одвива во иднина и какви се плановите на новиот председател. Од неодамна државата ја води премиер кој потекнува од Куманово, доколку не грешам, се уште не беше во официјална посета откако е на функцијата токму во Куманово. Кои се очекувањата од него, ќе придонесе ли за градот? Секако дека ќе се случи и тоа. Премиерот Ковачевски уште во првите 100 дена од неговиот мандат е изложен на решавање на најгорливите проблеми во ова најголема светска економска финансиска криза, која што не е имуна и нашата земја.
секако дека граѓаните на Куманово треба да знаат и да бидат сигурни дека од оваа влада и од премиерот Ковачевски имаат најсилна поддршка. Благодарам. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци, дека во скоро време повторно ќе видиме во нашето студио. Ви благодарам уште еднаш и на поканата, честа и привилегијата да бидам ваш гостин оваа вечер е моја. Благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на програмата на Телевизија Плюс.